Во саботата Кочани беше домаќин на државниот семинар Реален аикидо кој се одржа во спортската сала на основното училиште Никола Карев. На семинарот присуствува аикидо клубови кои се соработници со Кочанскиот аикидо клуб. За продобивките од организирањето на ваквите семинари од изјавите на аикидо мајсторите кои беа дел од семинарот. Значењето на семинарите за нас е големо, затоа што немаме надпреварувачки карактер, меѓутоа едукативен карактер во секој поглед. За деца од 5 до 12 и до 70. Со вакви семинари и со разни презентации што се организираат по воспитно-образовните установи, се зголемува бројот од ден на ден, како клупски, така и меѓународен карактер. За развојот на аикидото како спорт во Република Македонија, повеќе од изјавата на Дејан Чавковски. На почетокот, како што кажав, имаше секција во Битола и се приклучивме на таа секција јас и мојот колега од клубот Маруи. Трениравме во Битола неколку години, потоа добивме дозвола и право да отвориме клуб во Скопје. 95-та го регистрировавме клубот, 96-та година започна со работа официјално и еве постоиме до ден денес. Неколку клубови, значи во тоа време кои што постоја како секции претходно се трансформираа во клубови и ја направија аикидо Федерација на Македонија. Тоа се клубовите Пелистер од Битола, клубот Маруи, значи нашиот клуб од Скопје, клубот Тенкан од Струга, клубот Сегал од Неготино и клубот Тегатана од Куманово. Тоа беа првите 5 клубови основачи на аикидо Федерација на Македонија. На семинарот присуствуваше и председателот на аикидо Федерацијата на Република Македонија Ѓуро Илич. Јас 1986 година станав првиот аикидо мајстор во Република Македонија. Потоа формирав прва секција за аикидо во рамките на џудо клубот Пелистер од Битола, кој што подоцна прерасна во клуб. И во тој клуб почнав со обука на повеќе млади луѓе од цела Република Македонија, да после резултира отварањето на аикидо клубот, односно клубот за реален аикидо Маруи во Скопје, од кој што подоцна произлега многу клубови во Скопје и широм Републиката, а самиот клуб аикидо, клубот Маруи, остана и понатаму да работи активно. Така да ми требаше цели 10 години да обучам кадар, и во 1996 година ја формираме аикидо Федерацијата на Македонија со седиште во Битола, кој што до денес 22 години екзистира. Има преку околу 30 клубови членки, од кои што едно 22 се активни во моментот и со тенденција да клубовите широм Републиката се множат едноставно. Домаќинот на семинарот, тренерот на Кочанскиот клуб Никола Чогоцев изјави дека е благодарен на присутните што Кочани беше домаќин на ваков значаен семинар. Честа е наша, меѓутоа честа е на аикидото, на целото аикидо во Македонија. Се зголемуваат членовите на секаде во сите градови, така и во Кочани. За кратко време ќе се прошируваме и во Виница и во Штип, благодарение на големата поддршка од другите клубови и се надеваме на зголемен интерес не само во аикидото и во сите спортови да се враќаат младите во салите. Инаку аикидо клубот во Кочани работи веќе 5 години и во него членуваат голем број љубители на овој спорт од различни возрасти, почнувајќи од 5 години.